Добар ден! Денешната наша економска тема е каде да се инвестираат слободните пари на граѓаните. Само во банките има околу 5,3 милиарди евра депозити на граѓаните. Како што рече министерот за финансии неодамна, има пари и под перница на граѓаните. Тој најави еден нов инструмент каде што можат граѓаните да инвестираат пари, граѓанска обврзница. Меѓутоа, воопшто за моменталниот амбиент на инвестиции, каде се може да се инвестира, колку може да се добие, какви се погодностите, разговарам со денешниот мој гостин, Коста Костадиновски. Тој е областен инвестицијски советник во Капитал Асет Менеджмент. Добро дојдовте, Коста. Добре ве најдов. Еве да почнеме со новиот инструмент за вложување, граѓанската обврзница. Што мислите вие? Дали таа ќе привлече доволен интерес на граѓаните, колку е таа атрактивна и дали во светот е познат таков вид на обврзница? Така, инструментот е добар, инструментот не е нов како таков, но очигледно со популаризацијата од страна на Министерството за финансии, односно со, да речем, исклучувањето на институционалните инвеститори и ставањето во преден план на помалите физички лица, на приватните лица, ќе се створи определена, очекувам да се створи определена доза на интерес за овој инструмент. Мислам дека одлучувачки фактор за успешноста негова ќе биде дефинитивно каматната стапка по која што ќе се понуди и таа ќе определи колкав ќе биде интересот за впишување на ова двегодишна обврзница која што е планирана од Министерството за финансии. Ајде пака малку да лицитираме, така направи министерот за финансии, рече по која вие стапка би вложиле? Ве што мислите, која би била таа во моментот интересна каматна стапка што би привлекла граѓани да вложуваат во граѓанска обврзница? Тука првично би ги разгледал можеби оние резултатите од последните аукции на Министерството за финансии на годишните записи, кои што оваа година се актуелен инструмент, кои што во принцип се тргуваат, се издаваат се издадени на стапки од 3,5 па до 4% годишна каматна стапка. Она што е како последен податок од историските стапки за двегодишна обврзница е 5,25 од март годинава. Така да од таму би очекувал, според овие бројки, би очекувал нека каматна стапка помеѓу 4,5 и 5% како реална пазарна стапка. Зашто ќе се одлучи Министерството, ќе видиме. Од она што го добивам како информација е дека ќе има и два типа на обврзници. Тоа ќе биде една со денарска, а друга со девизна клаузула. Така да ако се случи, ако се издава оваа опција со девизна клаузула, таа би требало да има нешто пониска каматна стапка од денарската. Вообичаено некој 0,3 до 0,4% пониска камата. Значи ако кај денарската некоја стапка ако дојде на 4,5, девизната би била на 4,1, 4,2 прилика понашто го би можела се очекува како разлика за гаранцијата на девизниот курс. Споменавте дека државните обврзници не е нешто ново. Во какви обврзници државни сега можат во моментов граѓаните да вложуваат? Пазарот на обврзници е слободен. На тој пазар учествуваат банките и финансиските институции, институционалните инвеститори, инвестицијските фондови, пензиските фондови, банките. Странскиот пазар исто така е отворен за еврообврзницата. Така да тие пазари постојат и голем дел од овие пазари имаат и развиен секундарен пазар, каде што може да се разменуваат веќе издадени обврзници и на тој пазар може да учествуваат наши физички и правни лица, нефинансиски институции.
и тоа го овозможуваме преку нашата инфраструктура и така да и на тој пазар од прилика доаѓаме до некои приноси во рамки на оние кои што претходно ги спомнав, во зависност од роковите на инструментите. Сепак кај нас распоните на доспевања се движат и до 15, па чинам дека во еден момент Министерството за финансии пред неколку години имаше издадено и 30 годишна обврзница, така да во зависност од роковите варираат каматните стапки, меѓутоа голем дел од овие инструменти кои што се веќе издадени се расположливи на секундарниот пазар и луѓето можат слободно да купуваат во моментов по добри каматни стапки. Дали ви имате некои сознанија, да кажам, дали постои па интерес за граѓаните да купуваат такви обврзници? Дефинитивно постои интерес и ние дополнително преку нашето действување го поттикнуваме тој интерес, заради тоа што во моментов има добра пазарна прилика, нешто што не беше случај со обврзниците како сегмент изминативе години. Во околина на ниски каматни стапки, фокусот претежнуваше кон други типови на инвестиции, други класи на инвестиции, пред се акциите, понатака традиционално кај нас и недвижностите. Значи луѓето се одлучува се многу полесно, имајќи во предвид дека во банка или на инструмент со фиксен принос не добива ништо или беа близу ништо, се одлучува за да превземат повеќе, се одлучува луѓето да превземат ризик. Во време на висока инфлација, какво е вашето гледање, какви се искуствата? Дали доаѓаат граѓани повеќе или помалку да инвестираат пари? Ако се гледа пазарот, депозитите во банките, се гледа дека тие горе-доле имаат мал пораст, но речиси стагнираат овој март во однос на ланскиот на 5,3 милиарди евра, но како е на другиот пазар на инвестиции? Од она што јас го гледам како податок, барем ако добро забележав, мислам дека не се работи за стагнација на депозитите, него имаме и пораст на депозитната база кај населението. Мислам дека негде со 6% е порасната депозитната база на основа на претходните мерења. Така да депозитната база си расте, меѓутоа тука доаѓаме до клучното прашање на куповната моќ на парите кои што сме ги оставиле да седат пасивно или да се во инструмент со фиксен принос во услови кога имаме високи инфлации. Минатата година имавме двоцифрена инфлација. Оваа година проекцијата е некаде околу 8-9%, што исто така висока инфлација, тоа влијае на вредноста и куповната моќ на паричните средства. Веќе од 2024 година се очекува според проекциите на Народна банка да падне инфлацијата под 3%, кој што се смета за некоја нормална и прифатливо ниво на инфлација. И во едни такви услови секогаш природно е луѓето и фирмите да бараат алтернативи. Алтернативи за високата инфлација се или инструменти со повисока каматна стапка која што може да ја надомести инфлацијата, како што е обврзницава во актуелниот случај. Алтернатива е вложувањето во акции, пошто компаниите се живи фирми, живи субјекти кои што продуцираат приходи, продуцираат профити, исплаќаат дивиденди. И тука има простор да се амортизира голем дел од инфлацијата. И нормално ги спомнав претходно недвижностите кои што исто така се некој традиционално прибежиште во услови на инфлација. Генерално ние сме насочени кон овие финансиски пазари и на пазарите во сите услови има соодветни инструменти. Некогаш или во најголем дел од случаевите нека комбинација од фиксни приноси, од повеќе ризик кај акциите се соодветни
решенија за клиентите. И како ве сега трендот, има зголемување на интерес и покрај инфлацијата и покрај кризата или? Да, секако интересот за акциите стои и не бележиме некое намалување заради тоа што акциите се природна заштита од инфлацијава. Компаниите генерално се подлогата, односно подлогата на цената на компанијата се фактички имотите на самите компании, кои што во услови на инфлација апресираат како такви. Другата страна кај акциите се приходите, при тоа компании кои што можат да ја рефлектираат зголемената цена на ресурсите кон крајниот потрошувач, односно да ја вградат инфлацијата во цените, остваруваат и повисоки, номинално повисоки порасти, на тој начин ги штитат луѓето односно инвеститорите од инфлација, и од таму не бележиме намалување на интересот, пошто има потреба кај луѓето да се штити, да се заштитат на некој начин од инфлацијата. Тука влегува сега врзниците, кои што со овие каматни стапки во голема мера ја надоместуваат инфлацијата, а така е некоја едноставна математика на овој конкретен инструмент кој што го планира владата. Значи, тоа е со, да речеме, кога би се издал со некоја каматна стапка од 4,5 до 5%, тоа би било вкупна камата за овие 2 години од 9-10%, што практично одговара точно на проектираната инфлација за 2023 и 2024. И од таа причина ова е добар инструмент за луѓето да се заштитат од да ја абсорбираат на некој начин да амортизираат инфлацијата. Номинално да средствата ќе вредат 90% повеќе, меѓутоа куповната моќ на тие пари после 2 години ќе биде еднаква на ова што е денес. Што е подобро од тоа да седат под перница, иако идејата е да се мобилизираат тие пари кои што се надвор од системот, кои што не се ниту во банките, ниту во други финансиски инструменти, тогаш со оваа врзница ќе се постигне добар ефект за финансискиот систем. Заради тоа што овие средства, ако се мобилизираат од некои неформални финансиски текови во врзници, во финансирање на буџетот на државата, а државата тие пари ќе ги потроши, ќе ги вложи или во некакви проекти или во тековни трошоци, значи ќе се вратат па во банкарскиот систем, ќе се свртат низ економијата, тогаш ќе се направи добар ефект со овој инструмент од страна на Министерството за финансии. Дали граѓаните преку различити инвестициски фондови, да кажам, вложуваат на некој начин пари во странство, излегуваат нели на акции на странски берзи? Дали како е тоа регулирано малку? Да. Инвестициските фондови кај нас веќе функционираат скоро 15-16 години од кога е формиран првиот инвестициски фонд во Македонија. Така да од тој момент се отвори простор за нашите луѓе да можат да се изложуваат кон странските берзи. Додека директното купување на акции во странски компании стана актуелно после либерализацијата на законот за девизно работење, чинам негде 2019 година, кога практично се тргна ограничувањата за вложување во хартија од вредност во странство и луѓето можеа слободно да директно да се вклучуваат на тие пазари. И од тогаш интересот и волумените кои што се подуправување во странски акции бележат континуиран пораст. Кога стигнуваме до тој глобален пазар, забележливо беше кога се случи кризата со банките во Америка, па потоа во Швајцарија, дека имаше еден пат на глобалните акции. Дали тогаш имаше доста, да кажам, загуба, условно кажано, во приносите и дали и каква е моменталната состојба со тој глобален пазар? Добро, глобалниот пазар е генерално се во еден грч од не само од сегашнава актуелна, да речем, криза со банките која што се створи во Америка и делумно се прелеа во
Швајцарија преку случајот со Credit Suisse. Нервозата на пазарите стои уште од минатата година, од февруари-март, со почетокот на руско-украинската криза. Значи, од тогаш се створи се пазарите на некој начин во грч. Тој настан на почнување на војна на територија на Европа направи своевиден шок на пазарите, меѓутоа беше проследен и со драстично зголемување на цените на некои ресурси, посебно на нафтата. Понатака се прелеа тоа и со пораст на цените, енормно покачување на електричната енергија, пораст на цените и на базичните материјали како железото и останатите метали, така да во овој изминат период пазарите се во определен грч, меѓутоа со правилно одбирање на добри компании кои што и во такви услови генерираат профити, може да се направат добри сделки, да се купи на акции од добри компании кои што имаат добри добивки, на крајот ги рефлектираат преку добри дивиденди и пораст на цените на самите акции. Инаку исто така оваа криза кај некои компании предизвика да определени цени се намалат, меѓутоа тоа по друга страна е кога се работи за добри компании е добра прилика да се купат повеќе акции од определени компании на пониски ценовни нивоа, што беше случај во текот на цела 2022. Поготово крајот на летото и почетокот на есента, кога беше она енергетска криза во најголем тогаш мислам дека ги добивме најдобрите шанси на пазарите на капитал во изминативе 2-3 години. Токму во тој момент кога паѓа вредноста да се купи нешто по пониска цена, во таа смисла, па потоа да се чека погоден момент. Паметните инвеститори купуваат кога цените се ниско. Така. Еве во моментов зашто има најмногу интерес, каде да се вложува? Дали вие ги советувате, меѓутоа они кои доаѓаат граѓаните, каде најмногу би сакале да им се вложат парите? Добро, ние генерално не се раководиме од желбите на граѓаните, се раководиме од она што би требало од некој да го има како структура, и тоа пред се зависи од фактори како што се возраста и афинитетот за превземање на ризик. Генерално некогаш се случува и некои конзервативни инвеститори кои што се, да речеме, помлади, кои што имаат стабилни приходи, кои што имаат доволни приходи да одвојат вишоци, кои што традиционално ги држале во банка, значи цела акумулација стоела, дури не се занимавале ни со определени орочувања и со било како финансиски менеджмент во рамки на банките, значи едно строго конзервативно управување. Нив ги охрабруваме да купат инструменти, односно да се изложат на пазарите на капитал, да превземат повеќе ризик. Од друга страна, кај некои повозрасни клиенти кои што да речем традиционално имале добри каматни стапки во претходните периоди од банките или од инструменти со фиксен принос како што се обврзниците и сакаат за сите средства да превземат нагло поголем ризик, да се изложат кон пазарот на акции, ги советуваме дека треба тоа да го направат например на некој по смирен начин, со помали износи, со делумно постепено изложување кон пазарите. Тоа е и нашата функција, не да им исполнуваме желби на луѓето тоа што ќе сакаат да го направат, него да ги советуваме правилно да се изложат, се со цел да не превземат ризици на кои што не се подготвени да ги поднесат кога би се материјализирале како такви. А секогаш околностите носат определени ризици и секаков ризик може да се материјализира и треба да бидеме подготвени и ние како советници и клиентот на тоа што ќе може да се појави како потенцијален ризик и соодветно да се реагира на тоа. Така. Секогаш кога зборуваме за криза го споменуваме некако златото како нешто што е најсигурно. Дали е во моментов интересно да кажам да се вложува во злато и дали вложувате
преку вие? Да, има инструменти кои што ја следат цената на златото. Златото генерално е интересно секогаш кога се појави одреден тип на криза. Во моментов златото се тргува на некои цени над $2000 по унца, што е на некоја височка зона, да речеме, на цени. И тоа е секако како резултат на сите овие збеднувања кои што се случуваат во околината, и економски и политички, во смисла на глобалниве турбуленции, па и со војната, изразени преку војната во Украина, ситуацијата со инфлацијата, сето тоа го става златото во некој преден план. И тука има можности како да се изложат луѓето кон златото. Можеби најсоодветен инструмент се инвестициските фондови кои што се поврзани со злато. Има и таков инвестициски фонд кај нас, така да и тој е актуелен, има бележи значајно зголемување на волуменот кој што го правува, што значи дека постои интерес за тој инструмент кај граѓаните. Дали кога зборуваме секогаш за вакви вложувања, зборуваме за големи пари или ете може да се почне со некој помал износ? Со колкав минимален износ би требало некој да каже еве јас ќе се одлучам да вложувам и да дојде кај вас? И има, значи тука генерално мислам финансиските пазари и институции и провајдери на услуги од овој сегмент на работење доста се развиени кај нас и нивото на бројот на потенцијални услуги што може да се користат е голем, значи почнувајќи од инвестициски фондови, пензиски фондови, управување со портфолио, па и некој тип на осигурување кои што имаат штедни компоненти кај нив. Се инструменти кои што може да мобилизираат средства за износи од, ми рекол, $1000, па дури кај некои инструменти под $1000, под $1000 како поединечна уплата. Така да секој кој што има вишок од во својот буџет од $1000 би можел да се потенцијално да најде соодветен инструмент преку кој што би се изложил на пазарите на капитал. Господине Костадиновски, ви благодарам на овој денешен разговор. Ви благодарам и вас на гледачите што бевте со нас во Утрински печат. Се гледаме утре.